Со сончева енергија ќе се снабдува тераписката заедница Покров во Баница. Енергетската независност, но и користењето на обновливи извори на енергија се во насока на поголема искористеност на природните потенцијали со кои што располага заедницата. Од Покров велат дека ориентацијата е во склад со целите на организацијата која работи со лица со проблеми на зависност. Во моментот се случи еден убав настан за нас, заедно со нашите партнери. Јас ќе искористам оваа прилика прво се заблагодарам на нашите партнери во овие проектни активности што ги спроведовме заедно и посебно до донаторот шведската амбасада која го финансираше целиот овој проект. Ова за нас е голем исчекор во постигнување на енергетска независност, бидејќи тоа е зацртано во нашата стратегија и одлично се вклопува во она што ние со години го работиме како дел од органското производство, така да едно со друго одлично се вклопуваат. Инсталирањето на соларниот систем во Покров го финансира шведска амбасада во соработка со неколку граѓански организации од Македонија. Денес сме сите овде заедно на една убава, да кажем, убав настан за отварање и обнова на избор или поточно програмата Покров како дел од проектот енергетско ефикасни практики како решение за климатски промени. Овој проект е поддржан од страна на координатор организации ЦМВП, Екосвест и млади правници во Македонија, а финански поддржан од шведска амбасада. Овде имавме повеќе активности, од кои главните би ги издвоил инсталација на 6 киловатен систем во Избор, обнова на библиотеката со алат и литература, обука на овде присутните за инсталација и сервис на соларни системи, како и еден примерок од макета поточно од фотоволтаичен систем. Користењето на сончевата енергија во иднина Покров треба да ја користи и во производството на органска храна за поконкурентно и поквалитетно производство.